Господ младжат, зашто тие ќе се удржат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуват. Моето име е Наумче Наумовски. Јас сум роден во Лешани, Охридско, Дебраца. Иначе од 72-та година сум преселен во Њу-Џерси. Живеам во Едисон, Њу-Џерси, а иначе сум од почетокот активиста со самото формирање на црковната општина Свети Кирил и Методи во 1972-4 година со самото светење, отварање и влегувам во првата управа и после тоа сум бил благајник и после 80 години и председател 4 години и во првата моја беше мисија да се собери народот македонски, да имаме своја црква. Јас кога видов таму нема ни Југославија, ни друго, него има етнички групи, македонци, срби, хрвати, бугари и други од Балкана, зборуваме и други нации, секој си има своја црква, своје гнездо, сите сме американци, живееме заедно, работиме, али сепак секој си го знаеше јатото свое. И секој си го бараше јатото и птиците ги избираш. Јас сум еден од тие, заедно со покојни Панде Димитровски, Питре, Богдан Симоновски, и да не бројувам тие постари што беа првите организатори, јас се уклучив со ними и купивме црква во Пасеј од Грчката православна црква Свети Кирил и Методи, подпаравме канонски прием од Македонска православна црква и така почна животот, а пред тоа да не заборавам, македонците не бе неорганизирани. Постоеше фудбалски клуб Македонија, која се Македонија, Гарфилд Македонија. И покрај клубот, така, а јас подалеку живеев, дојдов во еден град Ирвингтон, што нажалост налетав на македонци, ама македонци со погрешно мислење, стара емиграција, со сите ванчовистички идеи. МПО, МПО-то, ама тие беа гранка на МПО, се викаше Струмичка Петорка. И тогаш јас првпат се тогај како млад, научив кои се тие 5 студенти, што е Струмичка Петорка и кој жала многу за ними. А овај и еден е он ними, Љупчо Топчев. Брат уште е жив и пред да тргнам, без разлика, идеолошки не се 20 сте македонци, лошки никој па не се служуваме, али сепак јас имам почит према секого, али ние достоинството треба, нажалост достоинството овдека мене ме вратија назад. Ради ними ние кога 18 црковни општини пред 61 година направени од македонци, из која со Бога пред одвојувањето од Македонска православна црква, добивање на автономија 57 година, после одма македонците почна да прават другите цркви што се направени, сите од МПО-то, Македонска патриотска организација, сите под маска, под Софија и сите тие цркви се под бугарска юрисдикција. И денеска се под бугарска. Получени од тоа, ние наново почнеме да правиме нови македонски православни цркви. Сега ги имаме преку 26 низ Америка и Канада. И така 75-та година направивме прво епархиски собрание во Колумбос, донесовме одлука да правиме ние црковен народен собор на 4 и 5 септември. Тоа го сторивме, никога не сум го рекол, сега ќе го речам, го сторивме тоа во истиот ден, тие македонците, занесени од бугарската пропаганда, тие праја од 24 година. Секој е чест, али ние му направиме други паралел и народот успеавме да го собериме. Имаме на соборите, имаме секоја година по една црква се ради, на соборите имаме од секоја црквена општина по една фудбалска екипа и по една фолклорна група. Значи по неколку илјади дојдовме. 94 година имаше 4000, никаде хотели не бере. И во Хамилтон, во конвеншн сала, 2 сали полни, млади со знамена, песни, тоа беше големо нешто и голем развој, али благодарение сето на владиката Кирил
нека му е лесна земја, а исто без разлика некој ќе ми замери, али јас сум реален човек и му на секој човек без разлика дали бугарска страна или други работи, човек заведен си да и тоа раководство што беше во Македонија, нема да мисли некои комунисти беа, какви беа, али тогаш ние имаме на имиграцијата подобра соработка и подобра македонска агенда. И знаевме што е и правевме со памет и цркви и организации, сите работи и во склоп и собравме и од Егејска Македонија, од Пиринска и во склоп и она кога дојде нажалост сега нова 90-та година се радував јас, лобирав цело време протест 88 година организиран по повод Букурешкиот договор. Имаше комитет во Торонто и јас направив комитет во Њу-Џерси. Комитетот во Њу-Џерси ја бе председател, се состоеше од Македонската православна црква, членови од организацијата Движење македонски човекови права и од фудбалскиот клуб. И ние го несовме во Њујорк и направиме академија. Некој ако сакате, ќе ви направам, ќе ви испратам DVD академија и официјално вечерта академија јас му предложив. Протест е протест на улица си, али еднаква академија. Вечерта во академија во Македонија 88 убава направено беше средбата децата бегалци, јас бев тука, не бев таму. Бев тука, си имам куќа во Охрид, посетив Македонија и после вратив протест. И на таа академија господинот Колем Мангов е напред декларацијата од достоинство. Колем Мангов, председател на достоинство, голем македонец, егеец, нека му е лесна земја. Блаже Ристевски што одржа говор, прв пат отворено за Македонија. Петре писателот беше Петре Мето Јовановски, брајчин. Мето беше добар патриот, нажалост син му ме изненадува. Тоа е друга прилика, други понакво. Дали од некој финансиски поводи, важно ме изненадува, не е тој што беше татко му. Тоа може да сакат. Друго беше Љубиша Гергиевски, Петре Демелковски, Јордан Плевенеш, цела интелигенција. Јас на Илинден, голем народ, ние го славиме секој, јас го беше 75-та, го почнавме и ден денеска Свети Кирил Методи го славиме Илинден. И на Илинден беше дојде и Метој тие и на народ го повикавне сите работи. Али нажалост, Љубиша Гергиевски, знаеш што ми рече мене? Јас зедов на протестот 2 книги. Љубиша беше во Талас. На Љубиша визитен професор. Вечерта ја водеше академијата, све беше. Академија на 7 Авенју во Шератон. 40.000 долари скоро кошташе. Све беше во ред. Другиот ден Љубиша ми вика мене, дај да видам вие во комбина што носите тие вашите каначки, ако извајте та сонце, та онакво, ние за нас нема враќање ова. Јас му рекол и Петре, тие не знае дека биле баџане. Му вика, слушај бе човече, јас 2 книги купив во Њујорк и едната книга да се попише. Тоа тајна која е на протест кој сака, а исто е на книга за ослободување на Драган Богдановски. Сите се подпиша, Љубиша не се подпиша, Петре, Попот Крсте Поповски и тројца. И сега после тоа Љубиша стана голем патриот, сите работи, јас му честитам Петре, али ми викат порно викат да се фрлиме ние, за нас нема враќање, вика порно да се фрлиме во рекава, во рекава, тука е Истривер, кај нешто. Ја му викам, Љубиша, од мене течи, од тебе течи крв, од мене вода и јас имам и мајка, имам и куќа во Охрид, сите работи. Никој ништо, никој не си ти си гостин овде, не можеш ти да така да ми правиш мене што ќе носиме ние и што ќе кажеме напротив. Без разлика, убаво поминавме, официјално не примија декларацијата, беше пев јас, Милан Тункески, секретарот на движењево, од Торонто бе Ацо Костов, од комитетот, Гордан Јовановски председател, Ацо Костов, Забаров, ЕГС покојни тој,
Симе Пандовски се пресели. Симе Пандовски беше со мене цело време. Черка му, и син му, и агрегати носи, и сите работи. Симе голем патриот. Нека му е лесна земја, Бог да опрости. Јас сум отворен, че кажам истината. И кога отидов на војнајте неши и беше Раголюб, Боголюб, Антоновски. Тој беше во Женева, живееше во Швајцарија, тој беше председател на Македонски национален фронт. И сега кога дојде, кога беше дом, меѓувремено тие имале разлика, идеолошка, али не македонска разлика, него идеолошка, на кој начин да се действува. Дали на поагресивен начин или на покултурен. И тие Димко Нечовски, не знали, знаете, Димко Нечовски, тој е преспанец, тој беше во владата првата во Македонија, некој министр, од тука избегуваат во Грција. Во Грција никаде не може политички азил да добие. На некој остров 7 години, а Рало Дранковиќ се врати назад. Ранковиќ не го примал министер за внатрешни работи на Југославија, никако поќе. И од тука кралството Данско го прима и во Данска. Тој беше генерален секретар на Македонски национален фронт. И кога беше Коперхан, за човек и права Коперханските, онако таму тој организираше работа. Така да имаше една мрежа голема што работе, ја бев еден дел од ними млад. И како поддржувач. И сега што станува од мојата дејство, јас кога станав председател 80-та година во Македонска православна црква, 4 години се градеше, беше желба на еден стар емигрант, останал патриот, се викаше Ѓорѓи Танов, жене дечина немаше, жене беше за американка еврејка, а Луиса, и човекот од 16 година му останал македонец и финансиски беше добар, ни помогна и имаше желба манастир по името него Свети Ѓорѓи. И јас го водам манастир, го изградиме и ден денес како имаме во склоп на Свети Кирил и Методи. Во однос на самата, јас се водев црквата, али мораше да се одвојат. Јас како бе префрлувано многу му беше од Охрид, во внатрешни издами 54 соба, 52, тие одбаше 78, 81, 88, али јас рачун, знам дека држава секој треба да си води рачун. Не е проблем, никој па не се налюти на тоа, али што е работава, мораше јас да ја деполитизира црквата и ја оформив, дојдов до идеја со моите другари, пријатели, македонци и македонските работи мораше се оформи организација и официјално, неофицијално работеше 2-3 години, после е регистрирано и во Нью Йорк Стейт, и рекол не, ова друштво се вика вака и онака, али најубо е, пошто се посветивме за егејскиот дел, Пиринскиот, и како таква организација Движење македонски човекови права, Selling Human Rights Movement, и го регистрирано и во Нью Йорк и во Нью Џерси. И првиот председател беше господин Ѓорѓи Томов, ансамбл негов имаше Томов, може да се слуша него. И јас рачунав, јас го под председател рачунав дека тој има доста во Нью Йорк новинари преку онакво дава за афирмација поќе на томе. И таа организација, мојата идеја беше да се поддржуваат сите движенија во Егејска, Пиринска и Мала Преспа. И тоа го правим. Не се не кријам, не се плашам никого, и морално и финансиски, омо или не помагавме, ги знам и Јордан Костадинов, и Стојан Георгиев, и Божидар и многу луѓе, ги помагавме да и морално и финансиски за нивните активности. А исто, меѓувремено се појави омо или не Пирин, јас се сретнав во Нью Џерси со Стојков, секоја чест и трабали тие тука партија направија, и има недоразбирање. А тоа е македонството, такво е во македонството, недоразбирање, и сега едни се за организација, за борба за права, некој за партија, али пред време, ја мислам дека не избрза, али Бугарија не дозволи. Партијата многу трае кратко. И сега исто, кога се појави
Комитетот за човекови права од Лерин, од Воденско, Царкнес, Ракимандите, кога се тргна, јас стапи во контакт и ние го донесовме и виза му извадивме и во State Department. Ние Хемарайс официјално не се регистрирана организација и автоматски го несовме во State Department и приправен да се каже маката и што е. Првиот пат не му даде за Канада, не му требаше виза. Грција и Канада, за грците не, во Америка за Америка да. Ама тој изгледа во консулатот, грци работа и не му да. После ние, тој кога не доби, јас после тоа ние испративме писмо до State Department и направивме и автоматски тие после тоа издадува виза, 10-годишна виза. И од тога и тоа идеше и во State и ние го заштитуваме и морално и финансиски и здраво. Го помага движење, исто имаме средба со Виножито, Виножито си е партија, сега не знам како е, али тие што се во движење, Виножито и Павле и оне, тие се деца на коле. Тие кај коле се спијани. Голем Мангов, можда за некој судија не е добар оне, коле беше за македонските работи, ја имам книги, работи и со план направи. Тие деца што се таму, тие се деца на Голем Мангов. Ја знам сите. А исто сега некои деца што се во Албанија, тие се деца на Тодор Петров. И Васил, ти знаеш много, Васил што е руски он. Треба да бидеме јавно признаваме секој. Али ја не се можам да се расправам, да му кажам очи многу работи, она тако си ме по природа. Иначе не можам, и на жена ми живеем со оне години, али за дојме напред мора да си кажеме истината, а не се. И што е работите убаво од 90-та година до 2000-та и нешто додека исто ќе зборувам, ако сака господин Лјупчо Георгиевски во секое време, на која сака телевизија. На која сака телевизија ќе излезам и ќе му кажам за неговите работи и од кај и затоа му рекол и на Мискос. Од ВМРО ДПМН излезе кукавичкото јајце. Да. Са бугарофилството. Лјупчо Георгиевски кога 91 година јас му организирав со организација. Ние му организираме, јас бев водачот. И го носи во Њујорк, го пречекав. Али него му беше во тие матни води, во тие бугарофилства, го упати со МПО, го упати Стојче Наумов, професор од Скопје. Тој му беше политички советник. Го знаете Стојче Наумов? Да. Сега што станува 91 година. Секција оформиле секција на ВМРО ДПМН за гранични комитет во Торонто, во Лазаревски. Јас во Нью Џерси, кажем отворено, јас младост е дадов, тој народ да биде заедно, македонски, без разлика кој како мисли, политичко убедување сите работи. Ние сме македонци, не можеме да се делиме мал народ. Ни на партии, и за гранични комитети, јас право ти кажам, не бе. И покасно ќе ви објаснам зошто да завршиме со Лјупчо. Лјупчо кога дојде вечерта, Драган требаше Богдановски, се слушаме, требаше дојде. И Стојче испратен во Торонто, радио, стан наместен, со секција ВМРО. Драган дојде му препреме теренот на лидерот, да дојдат во Торонто. Наместо Лјупчо Георгиевски, Стојче Наумов, со МПО-то, и го пратам нашите, го испратим 1000 души го чека во црквата Свети Килмет, Лјупчо право детро и во Централниот комитет на МПО. И од тога и денеска ова ни се дешава. Од тога е почнато тоа, не е сега. И се што станува сега. Кога ми се јавува Драган, вика македонството заврши. Ја го чекам дома Драган, а тие требаше да дојдат во Вашингтон. Тој во Вашингтон ДС. И Драган заврши македонското ова. И сега што е? И реков, млад е, човеков, и дај да ја сокриеме и да го исправиме. И од тога што сторив јас? Требаше, жена втора смена работеше, и реков да не оди на работа, да дојдат гости кај мене, после ќе ги сместиме. И сега што стана? Се јавуваат Лјупчо Топчев од МПО, од Струмичка Петорка и главен советник во МПО во Централниот комитет. Тој е брат на Стефчо Топчев. Интелигентен е, во Штип е затворен, со Дел Михаил затворен биден, бил на Загребскиот универзитет, во години интелигентен, знај тој, ама тој поќе го прави тоа
ради брат му и онак. А тој знае дека реално што е, али што станува. Од тога викат, молим те, викат, тој Лјупчо Топчев зел телефон ми звони на работа и ми молим те, ќе го Лјупчо нека дојде кај мене вечерва и ти дојди, ми помогна за панахида, правене панахида во Струмица и дедо Михаил дојде, ќе ти дам и видеоленти и академијата што е направила онако, не е проверекол. Јас ојдов пред да дојдат тие од Вашингтон, се на кај него струмичка мастига, се напивне, ги чекаме и му вика, слушај, Чико Лјупчо, тоа што беше досега, заврши. Вие нас, што правиме цркви македонски, што организации, вие не викате нас, југословени, србомани, срби, србомани, посрбени, то заврши. Ние, вас се викаме българофили, ние сме сега македонци. Дај да почнеме да му туриме пепел на све, од денеска сега Македонија има матична држава и дај да почнеме да работиме заедно. И му викам, прв услов, вие треба да дојдете кај нас, а не ние кај нас. Во склоп на македонство. Вие имате изгрешено работите, или времето било такво, јас знам дека ти не си го пишувал уставот, статутот и уставот на МПО, првата точка. Македонска патриотска организација, добро е. Второто, дека МПО ќе го служи бугарскиот јазик официјален, тоа треба да смените. Третото е новината што издавате Македонска трибуна, ќе ја пишувате на македонски. Ако не се сложувате со новиот, што викате српски конески јазик, писмо, пишувајте со оригиналното Кирилово писмо, али кажувајте дека е македонски, а не ова новина се печати, се издава на бугарски јазик и на англиски јазик, почна после. Тие работи треба да ги смените, тие што се црковни општини ваш, треба да дојдат во склоп на Македонска православна црква. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат.